Добар ден, почитувани гледачи. Земете воздух и вдишете длабоко, вдишете театар. Денес под лупа ќе зборуваме токму на оваа тема. Моја денешна гостинка Јованка Сион Доленц, наша честа гостинка во емисиите на ТВМ телевизија, но за прв пат во лупа, Јованка. Добре дојде. Да, за прв пат, благодарам. Се договаравме уште пред една недела, пред да се случи фестивалот Вдиши театар и премиерата на вашата драма Багаж, но тогаш бевте навистина зафатени, бевте во голема гужва, токму и премиерата беше минатиот четврток кога и мојата емисија, затоа ја одложивме за денес вашето гостување и со импресии како сето тоа помина. Јас бев ја гледав, навистина се уште сум под импресија, ако еве веќе една недела помина. Импресионирана сум од тоа како аматери навистина настапија професионално. Од секој аспект, значи од глума, од текстот на представата, од сценографијата, од сценариото, од режијата, од се. Најпрвин честитки за успешно реализираниот проект и колку беше, вие прв пат учествувате во овој проект, колку беше лесно, колку енергија требаше или колку беше пак тешко за сето тоа да се направи? Благодарам за поканата. Навистина прв пат сум овдека и се чувствувам пријатно. Прв пат сум во оваа емисија. Иако чест гостин, како што најавивте во емисиите на ТВМ. Благодарно за вашава телевизиска куќа, бидејќи постојано не следи, не промовира и испраќа порака до граѓаните и учествува, да речеме така, на нашите активности. Само тука малку кратко ќе ти влеза малку во збор. Телевизија ТВМ уште викаат и Охридска телевизија и тоа нам ни годи затоа што не поистоветуваат со нешто што е навистина наше градско Охридско и ние сме тука се она што е убаво да го следиме и да го презентираме, а вие постојано правите нешто што е убаво, впечатливо и позитивно за градот и затоа со право и причина сте наши гости. Така, благодарам. Така и Багаж е дел од фестивалот наречен Вдиши театар, по четврти пат се случува во Охрид, во организација на Црвениот крст од Охрид. Прв пат сум јас како учесник директно вклучена во целиот процес на организирање на представата, која што нашата театарска група ја спремаше веќе 2 месеци, да речам. Интересно беше целото ова искуство, целото ова патување театарско, од идеја да дојдеш до еден краен производ кој што го видоа многу луѓе, многу наши сограѓани и се уште се под импресии, како што кажавте. За мене секогаш... Што е Вдиши театар, малку да им доближиме на граѓаните. Тоа не е значи само една представа, една премиера, туку тоа е цел фестивал. Тоа е цел театарски фестивал, младински, аматерски и меѓународен. Меѓународен е од самиот почеток, значи дека нашата театарска група во Црвениот крст од Охрид подготвува представа која што обично го отвора овој фестивал секоја година, четврти пат поред оваа година и некако ја крева завесата на овој фестивал. Понатаму, во зависност од интересот на нашите гости, на нашите пријатели од останатите држави во регионот, да речеме Србија, Црна Гора, во зависност од нивниот интерес и во зависност од можноста нивна да учествуваат на овој фестивал, имаме 2 плюс 2 представи или повеќе. Годинава имавме уште 2 представи покрај нашата. Се представија со драмска игра, со театарска игра, гостите од Црвен крст Крагуевац и гостите од Црвен крст Бар. Така. Сега Вдиши театар колку години екзистира како фестивал? Дали од самите почетоци сте и вие негов дел или пак подоцна се приклучивте? Вдиши театар, како што кажав, четврти пат годинава ја крена и ја спушти завесата. Од самиот почеток сум некако индиректно инволвирана, дали во нашата представа или пак и во организациониот дел на самиот фестивал.
дружење на гостите, нивно сместување, нивно, да речам, нивни прошетки и разгледи на градот или презентација на програмите кои што ги работиме во Црвениот крст. Значи, сум била присутна во Вдиши театар си во овие 4 години. Меѓутоа, за прв пат годинава, како што кажав, конкретно, да, влезена во самиот процес од идеја до реализација. Интересно патување, интересен некој дел од мене кој што претходно ето така не сум го знаела за себе си. Дека го имате, те излегол на површина и тој. Иако сте креативна личност и воопшто не е чудно што ете и таму сте се пронашле. Ме интересира, значи, кој е заедничкиот именител на Вдиши театар и театарската уметност од Црвениот крст? Значи, кога ќе погледнеш вака, си велиш од каде? Значи, Црвен крст е на невладина хуманитарна организација, театарот дел од уметноста, каде тука се наоѓа заедничкиот именител? Многу често ни го поставуваат ова прашање, не само за Вдиши театар, туку и за други проекти и програми кои што се случуваат во Црвен крст. Дел од нив се, да речеме, национални, меѓутоа дел од нив се наш личен производ, а конкретно за Вдиши театар повеќе луѓе ни го поставуваат ова прашање. Видите, Црвен крст си има своја програма, си има своји редовни активности, календар на своји редовни активности, меѓутоа секоја она активност која што е подкрепена на принципите на Црвениот крст и е за добробит на заедницата, а исто така раѓа и дава можност за младите луѓе или било кој да ги открива своите таленти, да ги пренесува на други, да се пронајде самиот себе си, меѓутоа сето тоа за добробит на заедницата и то како добре дојден во Црвен крст. Така да и оваа идеја некако пред 4 години група ентузијасти ја поставија како нивна лична сатисфакција, можност да си ги пробаат своите афинитети, своите вештини, подкрепени од група младинци кои што имаа желба сето тоа да го работат со нив, дојдоа до идеја да направат ето една театарска група. Таа театарска група да почне да подготвува представа, драмска представа, па потоа да се викнат гости од странство, од побратимените градови на... Значи, вие сте иницијатори на сето ова. Да. Тоа е многу важно да се знае, да се потенцира. Така, целиот овој процес е многу интересен и растиме од година на година, публиката расте од година на година, младинците созреваат, тие веќе што биле од самите почетоци, меѓутоа на што е интересно е оваа театарска група е некако како со свое јадро, меѓутоа може да се менува, надополнува и се обликува во зависност од тоа кој учествува во неја. Значи, тимот не е фиксен, тимот се менува, се збогатува, исто така театарската група се збогатува и ева јас годинава, да речем, дадов свој допринос во сета оваа приказна и премногу сум задоволна и од тоа како јас го дадов својот допринос и како останатите го прифатија моето присуство и како сето тоа на крај излезе како драмска Знаете представа. што ова е еден благодет за нашиот град, посебно неколку години наназад кога ние всушност и немавме театар, а желни бевме за нешто такво, а и младите кои што имаат такви афинитети. И морам да нагласам, да подлечам, да подцртам со црвено дека Црвен крст веќе на големо стана собиралиште на млади луѓе. Значи, многу младинци таму се движат како некое нивно место си го најдоа, како некое свое катче и многу нивни афинитети преку вашите програми и проекти можат да се реализираат. Така, порано беше многу тешко да се привлечат младинци. Денеска е лесно да се привлечат младинци, меѓутоа и лесно и да ги задржиме, затоа што еднаш како ќе дојдат младинците во Црвен крст, доаѓаат преку разни активности,
преку разни програми, меѓутоа кога ќе видат какви се можности Црвен крст нуди за нив, тие остануваат и тоа како се пронаоѓаат во било која активност која што соодействува со нивната желба, афинитет. Но суптилно знаете да ги излечите од нив сите оние позитивни особини што се кријат и она нешто што и сами не биле свесни дека го поседуваат. Од хуманост, од наклонетост кон некоја уметност, разни други активности имате, значи помагање на стари лица и да не ги броја многу се. Значи, максимумот го вадите од едно дете, од еден младинец. Така, тоа е и нашата цел, да го поттикнеме она што е добро кај секого да излезе на површина. Тоа најлесно можеме да го видиме и уживаме додека работиме со младинците, затоа што го гледаме сето, целиот нивни напредок, целото нивно растење, иако тие на моменти не се свесни дека нешто такво им се случува, ние веруваме во нив и на крај, кога ќе заврши одредена програма, одреден проект, тие тогаш дури почнуваат да стануваат свесни колкава промена е настаната кај нив. Се тоа се должи на стручната служба на Црвениот крст, на раководството, меѓутоа исто така и на волонтерите кои што со срце и со душа се посветени на работата со деца, со младинци, со стари лица, во било која програма. Некако е собиралиште на сите оние кои што сакаат да дадат свој допринос, меѓутоа и да добијат нешто лично за себе, како лична придобивка, нематеријална, некаква друга, каква што на друго место не можеме да добиеме. Така. Сега нешто околу самата представа, незиното име Багаж навистина интересно, има повеќе значења, секој може да си го толкува како што сака, секој си го носи својот багаж, како што беше кажано во самата представа. Ајде да започнеме од тоа од каде идејата. Знам дека се ова што се случуваше како процес и како финален производ е дел од волонтерите на Црвен крст. Значи ниту едно лице кое што е професионалец не беше вклучено во ова драма, од пишување текст, од сценариот, режија, па реквизити, па костимографија и се така натаму, се сами се снаоѓавте. Од каде дојде идејата за овој текст, за оваа драма, за оваа тема на драмата, па потоа се развиваше постепено? Така, изминатите години организациониот тим на театарската група поставуваше драми кои што беа исто така напишани, кои што веќе беа напишани, да. Веќе беа напишани од самиот тим. Меѓутоа годинава сакавме да направиме нешто, ајде да речеме поразлично, некако актуелна ни беше темата на одење во странство, па враќање, малце истражувавме, бидејќи оваа тема е некако актуелна сега во овој период. Меѓутоа ние со нашето истражување видовме дека тоа се случувало и поодамна, дека авторите пишувале за тоа, па некако сакавме да направиме некаква адаптација на драмскиот текст Парите со тепувачка. Меѓутоа, разговарајки, договарајки, адаптирајки го тој текст, свативме дека уствари ние пишуваме наш текст. И така започна идејата да отпочнеме со наш нов текст, посветен на иселувањето на младите луѓе од Македонија, надвор од Македонија, посебно надвор од Охрид. Знаеме дека сите ние од нас, сите ние имавме некој близок што заминал некаде или што размислува за заминување. И секогаш дестинацијата каде што заминале или каде што ќе заминат оние што не се блиски е, да речеме, иста, на запад. Меѓутоа, причините од кои што заминуваат се различни. Така да направивме еден спој на повеќе приказни, кои што се соединуваат на моменти се разединуваат,
меѓутоа оставаат длабок белег кај сите оние што ја погледнаа представата. Кој го пишуваше текстот? Сите учествуваше, но кој стои како текстописец? Па вака, текстот, идејата за текстот беше на организациониот тим, а тука сме јас, Весна Терзиовска и Емилија Блажевска. Емилија Блажевска некако го постави костурот, меѓутоа сите ние учествувавме во креирањето на ликовите, на приказните. И младинците кои што учествуваа, кои што беа актери всушност на драмата, исто така со свој текст, со своји реченици, со своји реплики учествува. И малтене на самата премиера, да, си додава, имаше нешто надвор од текстот. Си додава свој белег на овој текст. Така да можам да кажам дека овој текст е производ на целата група која што работеше, која што беше представена пред охридската публика на 1 јуни. Исто така режијата беше, да речеме, повеќе на нас, организациониот тим, меѓутоа сите актери си го најдеа своето место и помалку помага околу сцените, околу сценографијата. Исто така ние бевме задолжени за светлото, за тонот и за сите работи. Значи комплетно осмислено, осмислено. И ваше дело. Така, и уште една цела армија младинци, волонтери од клубот на млади кои што застанаа зад нас, кои што беа задолжени за работите кои што публиката не можеше да ги види, затоа што беа спремни пред самата представа, од местење перничиња, од делење на картите, влезниците. Многу интересно беше и тоа, ми се допадна, да, навистина, символично и ќе остане за спомен кој сака да си чува такви некои ситници кои што ќе го потсеќаат на некој убав настан, навистина убаво спакувано. Ете, добра идеја за некои настани кои што имаат уште поголема тежина, кои што се на едно попрофесионално ниво. Можат да учат од вас. Така, ние се трудиме во се нешто да најдеме некаква символика или да поставиме символика. И всушност и името е символика. Багаж, патничката турба со која што патува секој патник, меѓутоа и багаж е сето она што ние си го носиме на своите плеки и карактерите кои што ние ги измисливме, односно кои што ги пресликавме од реалноста. Сега рековте дека имате едно јадро, значи на актери, кои што и во минатите драми глумеа, но имавте и млади, помлади да речам, кои што ви се приклучија ова година. Како вршите избор на, бидејќи имате многу волонтери во Црвен крст, како ги бирате? Од каде знаете кој е надарен токму за да глуми или за некоја улога дека би му легнала? Така, неуморно ги следиме младинците. Како што кажавте, Преска, се трудиме да го излечиме она што е најдобро во нив. Кај некои од нив видовме дека има вистина потенцијал за глумење, меѓутоа исто и желба. Така да разговаравме со нив, ги поканивме, и така, некако се направи некој спој, мислам, доста успешен. Јадрото кое што, да речеме, постои веќе од самиот зачеток, полека некои од актерите веќе се матуранти, заминуваат, ќе ве напуштаат, така, па мора да се обновува. Така. И секој е важен, секој во овој цел процес, секој ден е важен. Некој вика, јас имам голема улога, јас имам мала улога. Нема голема и мала улога во нашиот процес. Секој е важен, без ниту еден од нив немаше багаж да изгледа она како што беше. И секој од нив дава свој максимум. Ова е волонтерско, ова не е нешто платен ангажман. Значи немаш некој мотив друг, материјален. Немаме звезди, немаме
немаме реквизитари, значи сето она местењето на сцените, сето тоа ние сами го правиме. Така да секој еден си има свое место, сам си го гради местото, сам си ја креира улогата и да речеме, ево, нема да биде лага ако кажам дека некои од улогите се пишувани според ликовите кои што ние замислувавме дека ќе можат да ги донесат на сцената. Како соработуваа како тим? Затоа што колку актери беа вкупно? 10 актери, да. Десетина. Различни темпераменти, различна возраст, значи имавме некои матуранти, некои помлади, имавме дури и студенти, значи да. Како се направи тој спој, како соработуваа меѓу себе? Ја користевме социјалната мрежа за комуникација, пред се, затоа што некои од нив живеат и работат во Скопје, некои од нив работат овдека па студираат Скопје, некои од нив се матуранти, некои се втора, трета година средно училиште. Соработуваа сите како едно семејство. Имаше помагање во однос на текстот, во однос на поставеноста на самата сцена, меѓусебно, значи си помага, меѓусебно си се договара. Нормално бевме ние тука повозрастните да ги координираме. Интересно беше тоа што многу често екипата не беше заедно. Да. Сегмент по сегмент ги пробувавте, за на крај да ги споите како целина. Некои беа на екскурзија по една недела од младинците, во различно време, различни младинци. Токму во овој период кога се е така интензивно, значи матурските, екскурзиите, па испитите и сето тоа, ама сепак најдоа време да ја подготват кога се сака, значи навистина се може. Навистина, ќе зборуваме во вториот дел малку подетално за самата представа, тие кои беа таму, кои што ја видоа, за другите можеби ќе имаат можност уште некоја изведба. Малку ќе навлеземе во детали за самата представа, но уште малку ќе сакам да се задржиме на тоа што една визија кај младината во Охрид, затоа што знаеме, впрочем и самата тема на Багаш е оцелувањето, масовното оцелување на младите и барањето на среќата надвор од овде. Каква визија може да им даде Црвениот крст и вие како една невладина организација за да останат тука, значи тука да си ја градат иднината? Како ги насочувате? Што разговарате? Многу ме интересира кога доаѓа таму. Ние не разговараме за оваа тема, односно не ни е приоритет оваа тема. Меѓутоа, се она што го правиме за младите да останат тука. Наша цел е, вклучувајќи ги младите активно да го живеат животот во Охрид, односно да се вклучат активно во сите сфери на живењето, да видат дека се она што го даваат од себе, дека на крај ќе им се врати, дека колку што вложуваат, толку ќе добијат назад. Тие на свој грб, на своја кожа можат да го почувствуваат во Црвен крст. И мислиме дека ако ние им овозможиме тие подлабоко да навлезат, да си го запознаат својот град, да запознаат како функционира градот и да ги охрабриме да тие бидат двигатели на работите за да се менуваат на подобро, за да го кренат својот глас ако нешто не е добро, да пофалат нешто кога нештото е добро, да излезат на улица и да се борат за сите маргинализирани групи, да ги поттикнат, да го поттикнат доброто во себе и да го поттикнат доброто во останатите околу себе. Мислам дека тие со самото тоа ќе го направат градот подобро место за живење и кога веќе ќе го направат, ќе го засакаат својот град како нивни вистински град, тогаш мислам дека нема да го напуштат. Имаме ли прогресивна младина? Како размислуваат? И имаме и немаме. И имаме и немаме. Многу често делуваат,
многу често размислуваат, ги поттикнуваме на критичко размислување, ги поттикнуваме од идеја до реализација. Многу често сваќаат дека некои работи може да ги променат на подобро. Најчесто сакаат да променат имаат многу високи цели, меѓутоа ние им помагаме да ги спуштат нивните цели и чекор по чекор, како тие самите се менуваат, така и да ја менуваат околината. Така да имаме, меѓутоа уште треба да се работи. Затоа што ние сме само една капка во нивниот живот. Семејството како институција, медиумите имаат влијание, нивното друштво, бидејќи цело нивно друштво не доаѓа во Црвен крст, да речам дека повеќето од нивните другари не се волонтери во Црвен крст. Нивните роднини, пријатели, соученици, училиштето, сето тоа некако не им дозволува да прават револуција, ето да речам, за работите што нив ги засегаат. Меѓутоа, полека ги движат работите. Нешто се оди напред, се придвижува. И тоа е добро е да се знае. Менувајќи се себе си, менувајќи ја својата дневна рутина, тие менуваат многу нешта. Така. За многу работи не се свесни ниту тие, ниту па ние возрастните, се додека некој не ти предочи нешто и ќе речеш колку тоа било важно, колку тоа е навистина важен сегмент од нашиот живот, а до тогаш си заминувал покрај истото, не си го забележувал. Значи, добро е некој да ти ги отвори очите, да ти го отвори видикот, за да можеш да прогледаш на некој начин, и да се соочиш со некои работи што се дел од реалноста. Ке зборуваме, реков, за багаж, бидејќи е многу интересна тема од повеќе аспекти, не само како драма и како изведба, туку и како една социјална состојба во нашето општество, што сите нам не засега. Но малку сега ќе те одморам. Повелете во плажа и ресторан Потпеш. На веќе добро познатите рибни специјалитети, а од сега и оригинална италијанска пица. Потпеш, рај на Охридската ривиера. Нашите расветни тела и системи за осветлување создаваат уникатен амбиент, незаборавни естетски доживувања, кои можат да се создадат единствено со игра на светлината. Дизајнерските можности се неограничени, па затоа поиграјте си со светлината и дајте му нова димензија на просторот во кој живеете. Особено атрактивни решенија со вградено лето осветлување. Осветлено од MM Lux Light во близина на кружниот тек кај хотел Монтенегрин. Шоп акција. Шаблон јајца везе шари 129 денари. Витанес мајонез 85 денари. Скопско половина литар 35 денари. Гора газирани сокови 26 денари. Добро утро маргарин 67 денари.
Сапун Ненси 7 денари. Биоактив 9 килограми 479 денари. Стоп Шоп, купувај и штеди. Со богат карактер, пробајте ја новата Аргета ловечка со додадено говедско месо. А како ти најмногу ја сакаш? Аргета, добрата страна на лебот. Промотивна продажба на алат. Овој викенд на 10 јуни Кармен Бау центар и Макита ќе одржат презентација на електричен и батериски алат од гамата на Макита. Во текот на денот ќе можете да ја погледнете презентацијата на производи. За било кој купен производ на Макита ќе можете да добиете попуст до 15%. Во текот на денот ќе имаме акцијска продажба на електричен алат Верто и Графите со попуст од 20%. Нашиот разговор не застана, си разговаравме зад камерите, сега и пред нашата јавност, нашите ценети гледачи. Продолжуваме на тема симбиоза правиме, значи од работа на Црвен крст со младинци, па Вдиши театар, па представата конкретно Багаж и сето тоа значи е заедничко за она што се вика работа, волонтерска работа во ова невладина организација. Представата Багаж, како што реков, точно е една недела од незината премиера, остави впечаток. Дали освен тие што имавме можност да ја видиме, ќе имаат можности други некои кои што сакаат театар и ваков вид на представи да ја видат, ќе се изведували уште реакцијата од публиката, барем тие што успеа да дојдат и да не гледаат, навистина немаше место за публика, вистина беше посетена. Реакцијата е позитивна. До сега немаме размислувано за повторно играње, прикажување. Во Охрид, меѓутоа имаме гостување во јули, крајот на јули, од 24-25 јули гостуваме во Прокуплje на еден драмски театарски фестивал. Самата организација на овој фестивал дознал за нашиот фестивал и не поканија и ние како гости ќе учествуваме на тој фестивал, така да таму ќе биде одиграна нашата представа и негде ка крајот на август ќе патуваме кај некои од гостите кои што беа присутни на нашиот фестивал, како нивни гости, па таму ќе прикажеме уште еднашка. Дали тоа ќе биде Суботица или Требиње, тоа зависи од организацијата на Црвен крст. Така. Од раководството. Како беа задоволни гостите? Значи, ете и од нашата представа, и од изведбата на нивните представи, приемот? Гостите беа презадоволни со впечатоци од нашата представа, бидејќи и во Србија и во Црнагора трендот на иселување на младите е популарен. Со јазикот? Со јазикот разбра, да речеме ето така негде околу 90%. Меѓутоа, мислам дека младинците беа јасни, гласни, репликите беа се слуша и беа читко кажани, така да нема проблем со тој дел. Поентата ја разбра, пораката беше испратена и тие ја примија. Во однос на драмите представите кои што тие ги дава, беа задоволни од самиот амбиент во предворието на црквата Света Софија, од
тишината, од меѓутоа посетеноста на овие две представи, да речам, од страна на публиката не беше на завидно ниво. Може би поради временските неприлики, а може би поради Културата што ја имаме, да. така, па апелирам во иднина да се вклучат, да дојдат, да не посетат, да видат нешто различно, нешто ново, бидејќи темите кои што се обработуваат на овај театар се социјални теми, се теми кои што се поврзани со хуманоста, кои што се поврзани со пороците, кои што се поврзани за некои хумани вредности, зборува за некои хумани вредности и мислам дека вреди да бидат погледнати. Да. А и целта на целиот овој Вдиши театар, на целиот овој фестивал е да го започне, да даде една културна инекција на културното, богатото културно лето кое што ни следи. И да се создаде една навика која што ја изгубивме годиниве наназад, пак ќе речам можеби причина за тоа што немавме театар, па кога нешто и немаш, не можеш и да посетуваш. Ја изгубивме навиката да посетуваме театар и заборавивме колку е убаво да се биде дел од сето тоа, па макар да си во публика. Така. Сега представата Багаж, интересен наслов, реков, може да има повеќе толкувања. Се случуваше, ајде најпрво, зошто токму просторот Света Софија го избравте? Традиционално е тоа место каде што се одржува овој фестивал. Меѓутоа самиот амбиент, самата случувањата на отворено даваат можност за повеќе луѓе некако да можат да дојдат, да даваат можност за поврзување со сегашноста, со поврзување со луѓето, некако самиот амбиент е добар за вакви представи. Да, значи по интимен простор имаш по директен контакт и со актерите и со публиката. Те запрашав тоа затоа што дејството на самата драма се одвива всушност дел во авион, а дел потоа на некој замислен пуст остров каде што паѓа авионот, се случува несреќа, па оние патници кои ќе преживеат од немајкаде почнуваат да си ги раскажуваат своите интересни судбини и си го отвараат својот багаж, условно кажано, пред другите, а тука се наоѓаат и многу се испреплетуваат многу заеднички судбини. Багажот кој што сите го носиме, на секого му е својот најтежок, така. Секогаш мислиме дека тој другиот што носи е многу полесно. Тоа беше и поентата на насловот? Тоа беше и поентата на насловот. Имаше неколку нишки кои што провеуваа низ целата оваа приказна. Ние сите знаеме да осудиме некого заради било каква постапка. Меѓутоа, никогаш не сме го отвориле нивниот багаж, ниту пак сме го зеле на своите раце или на своите плеки. Ниту пак и сме се запрашале зошто е тоа така. Само знаеме ние покритски така да чашитвиме, да ето така да напаѓаме, да донесуваме судови некакви. Да, и поентата, едната цел од ова наша драма беше да дадеме оправдание за сите мили и немили настани кои што можат да се случат во животот на еден човек. Имавме од најбрутални, да речам, приказни до не толку до некои убави моменти, меѓутоа работите не се онакви какви што изгледаат. Навидум не изгледаат поинаку отколку нивната суштина. Тоа сакавме да го прикажеме, дека за секоја постапка има оправдание и секој си носи свој багаж и неговиот багаж му е најтежок. Но не заборавивте да испреплетете тука судбини на луѓе од некои
ранливи категории, значи беше споменато дете со Даунов синдром, па самохрана мајка, па имавме студент кој што се борел со болеста на мајката, па немајки пари, па позајмува, па заради тоа мора да ја напушти својата татковина, да бара екзистенција на друго место. Значи, тие социјални аспекти ги имавте допрено. Така. Со нив секојдневно се среќаваме во рамките на програмските активности на Црвен крст и некои од младинците се вклучени баш во програми кои што обработуваат такви теми и неминовно беше да тие бидат спомнати. Секоја маргинализирана група е група која што е некако карактеризирана и останатите луѓе додека не ја почувствуваат нивната болка и тага и тежина на своите плеки, не се ни запрашуваат. Едноставно, тие се такви, тие се самохрани мајки, тие се деца со пречки во развој и не навлегуваат подлабоко, да, за да може да ги разберат. Ние сакавме да дадеме малце поинакво гледиште за оваа категорија на луѓе, затоа што тие, без разлика од која маргинализирана група, сите се индивидуи, различни и сите имаат своји желби, своји планови за иднина. Така значи, јас, бидејќи бев дел од публиката, почувствував како да ни одржавте една добра лекција по добро однесување. Значи, сето тоа си имаше поента. Не беше туку така ова сценарио, напишано и ваквиот текст. Значи, требаше да го допри секој од нас и да размислиме подлабоко. Што правиме? Па се надевам дека повеќето од гледачите успеа барем малку да размислат за своето однесување кон останатите околу себе. Ако тоа се случило, да речеме, со 5% од публиката, ние ќе бидеме презадоволни. А верувам дека процентот е многу поголем. Така. Сега што понатаму со Вдиши театар? Значи, како ќе се развива овој фестивал, овој проектова програма што ја работите? Кои ви се плановите за летниот период, па и за од наесен? Затоа што вие, да речам дека и не мирувате, немате некој период на одмор, туку се нешто се случува. Дали со Вдиши театар ќе имате уште нешто или овде завршува за оваа година, па почнувате да размислувате за наредното, за наредниот настап, значи наредната драма? Да. За веќе постоечката драма, значи за Багаж, ги спомнав идните планови, односно гостувања во текот на летото. Меѓутоа во септември се одбележува неделата, ПХВ неделата, каде што ќе бидат потребни актерски вештини и нормално дека оваа група, ето е убава можност за после летото, после плажата, некако пак да се екипираме, да се собериме и да направиме еден краток или мал проект, пократок проект, кој што ќе ни даде ето така некој елан или мотивација за да продолжиме понатаму. Најверојатно во текот ќе се трудиме оваа година во текот на годината за секој одбележување на некоја поголема активност да се вклучиме и со мини драмска представа или некоја едночинка. Ќе работиме на наши нови текстови, меѓутоа тоа зависи од самиот интензитет на активностите во Црвен крст и зависи од, нели реков, добрата волја на младинците кои што ќе бидат вклучени во оваа театарска група. Негдека после Нова година, февруар да речам, можеби март, ќе отпочнеме со припремање на новата драмска представа. Имате ли нешто уште сега вака во вид или? Па не знам, ето така, сумирајќи ги впечатоците од оваа драма, можеби нешто излегува на поведок, меѓутоа уште е премногу рано да се готов текст немаме, значи најверојатно нов текст ќе го... Искрено ви кажам, ова
е добра традиција, нека остане како таква, негувајте и понатаму ваши текстови да си правите, затоа што оние драми кои што се напишани од наши познати или светски писатели, многу пати се изведувани, ги имаме видено во различни изведби, значи различни актерски екипи. Ова е нешто ново, нешто наше, значи препознатливо и нека се остане како такво, зошто да не. Така, идејата е секогаш да имаме нов текст, меѓутоа ето некогаш можеби ќе се случи адаптација на некој веќе напишан текст во зависност од самата екипа, во зависност од самото координативно тело, во зависност од младинците, од енергијата која што сите тие ја носиме, и не би сакала ова традиција да престане, би сакала да обстојува со години и можеби некогаш, ако јас не сум дел од Видиши театар, да дојдам да ги гледам представите и секогаш да дишам театар заедно со Јованка екипата. беше повозбудена од актерите пред да започне представата, навистина. И баш кога се сретнавме ми рече: не знам како сето тоа сега ќе изгледа, ние пробувавме секој дел по дел, сегмент по сегмент, сега една целина, леле, не знам како ќе биде така. Значи, навистина се чувствуваше една возбуда и една одговорност од сето ова. Испадна и повеќе од добро. И тоа го кажа и аплаузите и сите критики кои што беа дадени после тоа. Сигурна сум дека и на фестивалите на кои што ќе учествувате, ќе имате забележителни настапи, ќе се вратите со позитивни импресии и се шират така контактите, се отвараат видиците. Така, овие фестивали се добри затоа што младите можат да излезат од својата средина и да видат дека и други младинци прават нешто слично на нив. Го вложуваат своето слободно време, правејќи нешто интересно пред се за себе, а потоа за својата околина. Една размена на идеи, размена на мислење, размена на животните навики кои што овие младинци ги секојдневно ги живеат, мислам дека ќе е добро освежување, за да можеме кога ќе се вратиме назад да пренесеме сето што сме го научиле, меѓутоа и да го имплементираме во понатамашното работење. Така. Ги споменавме младинците повеќе пати вечерва и со право, значи навистина заслужуваат. Реков, Црвен крст стана некако нивно место, но ништо без вас, ете така ќе ве наречам менторите. Затоа што треба да имаш некој пример со кој ќе се поистоветуваш, кој ќе те води на некој начин за да правиш она што треба да правиш. Ете, вие сте тие таму кои што им помагате на сите овие деца да се пронајдат себе си. Јованка Сион Доленц те има насекаде. Навистина, ме интересира како успеваш во сето тоа и што те води, значи кој ти е тебе личниот мотив? Па еве да речеме дека сето ова што го правам во Црвен крст е мој издувен вентил. Она што го работам како професионална работа не ми дозволува лично и ете така персонално да напредувам. Професионално може би да, меѓутоа на личен план некако предолго бев во водите на невладините организации, ево последниве 8 години во Црвен крст. Некако предолго време работам со деца и со младенци за сега да се откажам од сето тоа. Секогаш ми е предизвик да работам со нова група младенци, а уште поголем со веќе постоечка група, затоа што треба секогаш нешто ново да се воведе, да те понесе енергијата, да мотивираш, да добиеш мотивација од самата група и така натаму. Со еден збор дали сега си исполнета? Така, исполнува ли се това или имаш уште што да дадеш? Може би сум сега во некоја фаза каде што престанав само да грабам и лично за себе да се надоградувам. За надоградување
секоја можност е надоградување, бидејќи такви се релациите во Црвен крст, секој од секого учи. И тоа е убавината во овај неформално образование и во овај невладин сектор, посебно кога се работи со деца и со млади. Значи, она што сакам да кажам е, Црвен крст за мене е некако втор дом, место каде што се полнам со позитивна енергија, кој што ми дава сила да продолжам и останатиот дел, да речам, мојот семеен живот и останатите аспекти од моето делување и останатиот аспект од мојот живот да ги надополнам со позитивна енергија и со мотивација. Да можам од овдека да земам енергија и таму да ја дадам. Так. Некако, да, ми е мое место, мое скривалиште, мое катче, и сега сум во еден период каде што мислам дека можам повеќе да дадам, да работам со младинци и да ги подучам и сите оние вештини кои што досега сум ги стекнала и сите оние знаења кои што досега ги имам, да можам да ги пренесам на нови генерации. Не сум така себична како порано, кога учев, кога грабав. Сега веќе сакам сето тоа да го споделам. Сега очигледно си веќе преполна, па мораш сега веќе и да даваш. Си се исполнила себе си во сите оние сегменти во кои што си сакала. Рече дека цел живот се учи, така, но она што си го стекнала како искуство, сакаш, веќе чувствуваш потреба да го споделиш со другите. Нека не биде Црвениот крст само место за младите, туку еве и за сите оние кои што се повозрастни, кои што се чувствуваат способни да примаат, но и да даваат и енергија, и знаење, и искуство и се друго. Секој може да се приклучи, да дојде кај вас, да си го најде своето место, да си го исполни своето слободно време и отворени се вратите. Црвен крст е место каде што секој може да се пронајде себе си. Најпрво, сите оние кои што имаат желба, имаат свое слободно време и сакаат нешто корисно да направат со тоа слободно време, може да дојдат во просториите на Црвен крст и да се запрашат какви активности имаме. Нека се вклучат во активностите, во веќе постоечките активности, нека бидат менторирани од волонтерите кои што подолго време таму ги водат овие работилници или било која програма. Понатаму, работејки, дружејки се со волонтерите во Црвен крст, идеите сами доаѓаат. И ако некој има идеја и таа идеја е за добробит на заедницата и е подкрепена на принципите на Црвениот крст, јас верувам дека нема сила да ги запре и верувам дека сето она што се работи со срце и со душа, дека ќе исплива на површина и ќе даде добар резултат. Така. Иванка, ти благодарам за ова денешно гостување во емисијата Под лупа. Пријатен ми беше разговорот, во тоа воопшто не се сомневав, сигурна сум дека и гледачите ужива. И уште еднаш ќе заокружам емисијата со она што беше поидовно на цел овој наш разговор. Тоа беше Вдиши театар и представата Багаж. И како што рековме, секој си го носи својот багаж, но многу е полесен ако го поделиш со некого. Значи може некој малку да ти помогне. Така. Вие сте тука да помогнете на сите оние на кои што тоа им е потребно. Така, и ви благодарам многу за поканата. Уживав и јас во разговорот и ево еден апел или порака до гледачите. Работите не се секогаш онакви какви што изгледаат. Тоа е нешто, движечка сила беше на нашата представа, едно мото, интересно гледиште кое што мислам дека сите треба да се запрашаме. Така да багажот секој си го носиме, својот багаж, меѓутоа кој ќе се сподели со друг, олеснува и да се ставиме некогаш во чевлите на некој друг. Така. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вас.